Овој месец се одбележа Меѓународниот ден на осигурувањето. На македонскиот пазар присутни се 17 осигурителни компании. Што покажуваат бројките? Стагнација, пат или раст? Разговараме со Марија Томеска, председател на Управен одбор на Eurolink осигурување. Томеска, добре дојдовте во емисијата Финсайт. Добре ве најдов, најпрво добар ден и благодарам за поканата. Навистина ми е задоволство да разговарам на темата осигурување и благодарам за вашиот интерес. Ви благодарам. Што покажуваат бројките? Прво, какви видови на осигурување има на македонскиот пазар? Македонскиот пазар секако главната поделба, како и на сите пазари, е на животно и неживотно осигурување. Јас ќе зборувам повеќе за сегментот неживотно осигурување, каде што припаѓа нашата компанија. Меѓутоа, сите тие 17 осигурителни компании ја чинат премијата на осигурување на осигурителниот пазар на Република Македонија. 11 компании кои што работат неживотно осигурување осигуруваат се од имотно осигурување до осигурување од одговорност, прекин на работа, патничко осигурување, здравствено, каско осигурување и така натаму. Сега каде има најголем? Позитивни, да. Сите изминати 5 години трендовите се позитивни, но сега да зборуваме еве за последните 10 месеци, затоа што верувам дека тоа е најактуелно и најинтересно. Растот на пазарот за осигурување во последните 10 месеци изнесува 13% во однос на минатиот период 2024 октомври, и тоа најглавно се движи од имотните класи на осигурување. И тоа имотно осигурување од пожари и други опасности со цели 38% раст, потоа имаме осигурување од други имотни осигурувања со 11% раст и осигурување од одговорност со некој 31% раст. Но да направиме малку подлабинска анализа, затоа што секогаш сакаме да знаеме што ги движи бројките. Да, дали се задоволни од овие бројки? Дали може подобро? Секако може подобро, но еве би сакала да истакнам дека најголемиот раст оваа година доаѓа од еден клиент или од еден проект, инфраструктурен проект, кој што е поврзан со коридорите 8 и 10. Сите сме запознаени за тие проекти. Кога би го отстраниле овој ефект од коридорите 8 и 10, тогаш осигурителната премија се уште бележи позитивен тренд, но тој секако не е двоцифрен. Зборуваме за 7% раст на осигурителниот пазар, што главно е движен од автоодговорноста во апсолутни бројки. Има некаде околу 800 милиони раст на премијата, 400 милиони припаѓаат на задолжителната автоодговорност, а остатокот припаѓаат на незадолжителните класи, каде се уште убедливо води здравственото осигурување со 14% раст, потоа е каско осигурувањето со 11% раст. Така. Сега кога го споменавте за здравственото осигурување, кај нас има и животно осигурување. Може да ни кажете што добиваат граѓаните со овој тип на осигурување? Здравственото осигурување навистина доживеа подем во изминативе 5 години. Можам да кажам дека ако се сеќавам добро, 2020 година премијата беше негде 5 пати помала од таа што ја имаме денеска. Значи денеска имаме негде заклучно со 10-ти месец 1.300 милиони денари премија, што е 5 пати повисока од таа што сме имале во 2020 година. Навистина се зголеми интересот за приватното здравствено осигурување и тоа најмногу Поголем пораст од кај компаниите, колективно или физичките лица сакаат да се? Најголем пораст е кај компаниите, затоа што компаниите веќе го гледаат приватното здравствено осигурување како дел од бенефит пакетите со цел привлегување на поквалитетни вработени и задржување на вработените. Но секако тој раст се движи и од други два фактори. Првиот фактор е релативно слабата состојба во нашето државно здравство и проблемите со кои што тоа се соочува во изминативе децени. И второ, самите вработени, кои што увиделе дали на индивидуална основа или на колективна основа, увиделе дека навистина има бенефит од користење на приватното здравствено осигурување и тие самите го бараат. Самите иницираат во своите компании да се воспостават вакви програми за колективно приватно здравствено осигурување. И што добиваат граѓаните? Дали во целост, односно која е таа максимална сума која што им ја покрива? Да, има навистина многу разлики. Јас би сакала да направам една главна дистинкција, тоа е помеѓу локалните пакети кои што се нудат само од нашите локални осигурителни компании, а потоа и од глобалните пакети кои што се нудат преку локалните компании, но што се реосигурани во големи светски компании. Глобалните пакети нудат многу големи суми на осигурување, зборуваме и за 10 милиони сума на осигурување со навистина сеопфатни покритија. Ги имаме и тие полиси и ги продаваме на локалниот пазар, меѓутоа локалните полиси стандардно покриваат некаде 10, 20 до 30 илјади евра проштетен настан.
Сега тука имаме и болничко лекување, и вонболничко лекување. Кај болничкото лекување до која сума се покрива? Најголемата сума обично важи за болничкото лекување. Значи 10, 20, 30 илјади евра, во зависност од тоа што договорила компанијата за своите вработени. Но покрај тоа имаме пакети во кои што, освен овие два главни ризици, секако се вклучени и некои други минимални, но битни ризици, а тоа е покритие за трошоци, односно надомест доколку трошоците се обезбедени во државна здравствена установа. Значи, ако некој реши да се лекува во државното здравство, добива некој кеш бенефит. Сега граѓаните размислуваат, еве ако треба 100 евра да издвојам месечно, тоа е годишно 1200 евра. Што ќе добијам за овие пари? Што доколку воопшто не се искористат таа година? Ги одвраќа ова висока сума или баш бенефитот што го добиваат е многу поголем од износот кој што треба да го платат? Така, најпрво, како што рековме на почетокот, граѓаните го купуваат овој вид на осигурување, но навистина неспоредливо помалку во однос на тоа колку купуваат компаниите за своите вработени. Инаку премиите за осигурување во изминативе години растат. Најпрво тоа е водено од глобалната медицинска инфлација, која што неминовно се пренесува и на нашиот локален пазар и неминовно се пренесува и на цените, односно на осигурителната премија. Осигурувањето е нешто кое што се базира на закон на големи бројки и се базира на солидарност. Па така вие можете да плаќате 100 евра секој месец или секоја година и еве да речеме вашиот пример е 100 евра месечно или 1200 евра годишно и можете да плаќате 10 години и да немате штета, но 10-тата година можете да имате една операција од 30.000 евра. И таа ќе ви биде покриена. Така да правилото на осигурувањето е дека секако обезбедува еден солидарен систем на поддршка и дека премијата за здравствено осигурување е нешто кое што долгорочно се плаќа. Ако го имаме потреба да го користиме, тогаш навистина го користиме до лимитот кој што е обезбеден во полисата. Тоа се и светските трендови, не сме различни. Претпоставам, очекувате овде како пропаѓа државното здравство, така да расте интересот кај компаниите да си ги осигураат своите вработени. Веруваме дека државното здравство може исто така да учествува во овој систем на приватно здравствено осигурување, посебно со дополнителната здравствена дејност. Доколку се направат одредени инвестиции и подобрување на инфраструктурата, можно е приватните осигурителни компании да покриваат и еден сегмент кој што не е покриен од државата, односно надстандардна услуга. Но засега нема услови за тоа, така да можеме да зборуваме. Тоа? Тоа би значило покритие на надстандардна услуга, нешто кое што функционира во други држави, например ако сакаме да избереме свој лекар во рамките на државното здравство, да не чекаме толку долго, да имаме посебен апартман, посебна грижа. Тоа е нешто кое што како модел постои, но моментално немаме услови за тоа во сите здравствени установи во нашата држава. И затоа приватното здравствено осигурување, кога зборуваме за него, главно се отвива во нашите приватни здравствени установи кои што обезбедуваат навистина квалитетна здравствена услуга. Може да не кажете која е најголемата исплатена штета? Да, најголемата исплатена штета во нашата компанија, ќе зборам за последните 10 години, е негде 1.200.000 евра и се работеше за штета од одговорност кон трети лица. Физичко или правно лице? За правно лице зборуваме, да. А инаку за физичките лица, кога станува збор за поголеми штети, ние секојдневно се соочуваме со големи штети од автоодговорност. Таму нематеријалните штети доминираат и навистина има големи износи кои што ги исплаќаме. Редовни се износи од 200, 300, 500.000 евра. Дали контролите од МВР изминатиот период ја зголемија свеста кај граѓаните дека автоодговорноста е нешто задолжително и дека мора автомобилот кој што го возат да биде осигуран? Токму така ние гледаме и пораст во класата за задолжителна автоодговорност, иако цената е регулирана, имаме раст од 8% за првите 10 месеци. А тоа се должи најпрво на контролите на МВР, така сметаме ние, затоа што навистина граѓаните се сега помотивирани да бидат ревностни на времено да ги осигуруваат своите возила и мислиме дека паѓа бројот на неосигурани возила, иако моментално немам официјална статистика за истото, но дефинитивно ние сме една од државите со голем процент на неосигурани возила. Благодарение на тие контроли тој процент се намалува и тоа навистина помага. Тоа е фактор број 1 за раст на премијата, а потоа и замената на старите возила со нови, помодерни, поскапи возила и тоа исто така ја движи премијата нагоре. И што доколку граѓаните не се задоволни од сумата која што ќе им ја понудите? Дали веднаш поднесуваат приговор
во Агенцијата за супервизија на осигурувањето? Како оди постапката? Така, осигурувањето е строго регулирана дејност, како што знаете, бидејќи е финансиска дејност, има повеќе постапки. Најпрво постапката е интерна. Доколку некој е незадоволен од оштетното побарување, интерно кај нас, во нашите компании, си поднесува приговор и тој приговор го разгледува комисија од професионалци кои што се различни од тие професионалци кои што првично одлучиле по основ на оштетното побарување. Понатаму, ако дополнително е незадоволна странката, има друга инстанца, а тоа е нашиот регулатор, Агенцијата за супервизија на осигурувањето, каде што може да се поднесе представка. И потоа регулаторот, доколку има основ, секако ја разгледува представката, комуницира со нас и ние повторно го разгледуваме барањето и одлучуваме. Така да постојат повеќе инстанци, но морам да напоменам дека процентот на жалби, односно второстепена комисија каде треба да настапува е некаде околу 2% и некои години испод 2%. Ова сакам да ве прашам, дали се многу приговори има кон агенцијата или пак се задоволни со сумата која сте Кај нас приговорите, јас прво ќе почнам од приговорите во нашата компанија, тие се некаде под 2%, 1,8-1,9% од вкупните одштетни побарувања, а многу мал дел одат кај Агенцијата за супервизија и тие се бројат на прсти. Eurolink е првата компанија која што почна со онлайн полиси издавање. Како е, дали се смени навиката кај луѓето повеќе вадат онлайн или пак сакаат контакт со агент? Така, тоа е интересно прашање, затоа што и ние многу напреднавме во тој дел. Прво почнавме само со патничко осигурување, меѓутоа сега ги нудиме речиси сите видови осигурување за физички лица, од патничко, од стамбено осигурување, па дури и здравственото осигурување може да се обезбеди онлайн, но навиките се уште најглавно во патничкото осигурување и таму најбрзо се движи тој тренд. Се работи за симпл, едноставен продукт, за нешто кое што навистина повеќе пати сме го купиле и заради тоа таму многу расте употребата на онлайн сервисите и веќе 25 до 30% од нашата продажба за патничко осигурување оди преку каналот онлайн. Но секако доминираат конзервативните канали, бидејќи нашите граѓани се уште сакаат индивидуализиран пристап при купување на осигурување. И свесни ли се граѓаните за овие типови на осигурување кои што ги нудат осигурителните компании или се уште треба да се едуцираат? Секогаш има простор за едукација, дури и во развиените земји има програми за едукација, за финансиска едукација и за едукација во осигурувањето, но кај нас навистина постои голем простор. Сите ние сме чинители во тој сегмент, вклучувајќи ги осигурителните компании, Агенцијата за супервизија, државата, но и граѓаните. Сите ние придонесуваме, имаме кампањи за зголемување на свесноста, регулаторот исто така има кампањи во таа насока кои што помагаат и секако дека со зголемување на економската моќ на граѓаните, таа едукација неминовно повеќе дава ефект, затоа што дури и кога имаме едуцирани граѓани, доколку немаат економска моќ за да купат некој тип на осигурување, продажбата не се случува. Но само два индикатори се многу важни, а тоа е колку се троши по глава на жител за осигурување. Кај нас тоа изнесува 140 евра, а во Европската Унија просекот е негде 2400 евра по глава на жител. А пак учеството на осигурителната индустрија во целото GDP на нашата држава е 1,7%, а во европските држави тоа достигнува и до 7%. Имајќи го ова на ум, навистина имаме уште многу работа, но можеме да стигнеме таму со помош на сите чинители и секако со зголемување на економската моќ на целото општество. Задоволни сте од регулаторот или може да има овде подобрување за да има поголем раст? Имаме одлична соработка со регулаторот, секогаш се разбираме, има иницијативи од нивна и од наша страна и секогаш има простор на ние заеднички да направиме подобри резултати. Од двете страни постои интерес и верувам дека во иднина не чекаат многу битни проекти, верувам дека добро ќе ги завршиме со одличната соработка што имаме. Може да ни кажете да ни откриете што може да очекуваат граѓаните па и фирмите од Eurolink во следниот период? Да, во следниот период од Eurolink може да се очекува дополнителна дигитализација на процесите. Ние веќе имаме целосна дигитализација во процесот на штети, посебно се користи за здравствено осигурување и сега би сакале во тој сегмент да се подобриме дополнително и да целиот процес, дури и кога осигурувањето се купува преку индивидуализиран пристап, конзервативен начин на продажба, да понатаму целиот документ флоу, целата документација оди електронски. Работиме на тој целосно дигитализиран проект и веруваме дека наредната година ќе можеме да го имплементираме.
Тоа би значило граѓаните да преку својот мобилен телефон или компјутер да можат да се извадат без да има потреба да доаѓаат на шалтер, да губат време. Така, тоа веќе можат да го направат, меѓутоа зборуваме дури и за граѓаните кои што сакаат да имаат индивидуализиран пристап и да имаат контакт при продажба на осигурување, понатаму сите документи да ги добиваат електронски, дигитално и целиот процес да си тече дигитално. Инаку и денеска Тоа е веќе идејата, да. имаме возможено дигитално купување на полиси, дигитално плаќање и дигитална пријава и водење на оштетни побарувања. Како ќе влие процесот на дигитализација во осигурителниот пазар овде во Македонија? Ќе влие значително, прво ќе се убрзаат процесите, ќе има многу подобра услуга за клиентите, а второ, навистина има и простор за нови продукти. Овде би сакала накратко да се осврнам на вештачката интелигенција, која што денеска е дел од нашето секојдневие. Навистина е интересно да се анализира како се развиваат продуктите за покривање на ризиците поврзани со вештачката интелигенција и тука би рекла дека и светот се уште е во дилема каков тип на продукти ќе понуди и дали тие ризици се осигурливи. Например, имаме веќе возила, посебно во Америка, имаме возила кои што регуларно, дневно, самостојно се обраќаат без да имаат возач во автомобилот и навистина тука е комплексно да се определи кој е виновен, кој е И како е регулирано во Америка? кој е виновен доколку настане штета и на крај се уште има дилема, но на крај одговорноста се сведува на самиот тој што ја произвел технологијата заради која што настанала сообраќајката или било каков инцидент. Но морам да кажам дека овој сегмент се уште се разјаснува и на глобално ниво и самиот лидер на осигурителни продукти во Европа, Lloyds пазарот во Лондон, се уште работи на иновирање на продуктите и на воведување на модерни продукти кои што би покриле барем еден сегмент од вештачката интелигенција. Собственикот во овој случај воопшто не поднесува никаква одговорност доколку настане Зборуваме за self-driving vehicle, значи за возила кои што сами се управуваат, така да нема возач и не може да има одговорност на возачот. Да, но пак ќе речам, овде и светот се уште идентификува кои се клучните причинители доколку настане некој инцидент и навистина е интересна таа сфера затоа што секој ден има нови мислења, има нови интерпретации, ние ги следиме и во зависност од тоа ќе креираме и ние продукти кои што ќе можат дел од сегментот вештачка интелигенција и нови ризици поврзани со вештачката интелигенција да ги осигураме, се надевам, во наредните 3 до 5 години. Очекувате за 3 до 5 да се дигитализираме или ќе ни треба повеќе простор? Дигитализацијата веќе е во тек, меѓутоа примената на вештачката интелигенција е на многу ниско ниво, па како што ќе тече примената, така ќе се јави и потребата за осигурување на истата и затоа верувам дека потребен ќе биде прво период за да истата се воведе во компаниите, не зборувам за компаниите од осигурувањето, туку општо кај компаниите, а понатаму и да дојде и потребата од осигурување. Зелената транзиција неминовна донесе ли нови трендови на осигурителниот пазар? Да, секако. Прво, како глобален тренд, зелената транзиција е неизбежна. Се повеќе имаме и локално барање за осигурување на фотоволтаици, а помалку имаме за ветерни паркови, затоа што неколку се во нашата држава, но секако и нив ги осигуруваме. Тука од исклучително значење е нашата соработка со светските реосигурувачи, кои што ова осигурување веќе подолг период го работат. Морам да кажам дека и ние веќе имаме искуство, имаме експертиза, осигуруваме голем број на фотоволтаици и ги осигуруваме двата најголеми приватни ветерни паркови во нашата држава. Овде станува збор за осигурување кое што е комплексно, осигурување од сите ризици, исто така вклучува и прекинна работа, доколку нешто се случи, некаква имотна штета и го прекина производствениот процес на електрична енергија и тоа се покрива, а секако самото осигурување почнува од самиот период на проектирање и градба. Затоа се работи за комплексен процес во кој што ние како осигурувачи ги поддржуваме клиентите не само со осигурување, туку имаме и советодавна функција, ги анализираме ризиците и даваме совети како тие да се намалат уште при самиот процес на градба и проектирање. Така, а каков интересот кај бизнисот? Дали е поголема свеста дека може да заштедат доколку инвестираат во фотоволтаици или сакаат регуларно на електрична енергија на пазарот да... Дефинитивно е зголемен интересот. Имаме наши осигуреници кои што со години тука се осигуруваат за имотно осигурување, кои што веќе инсталираа фотоволтаици, дали во рамките на својот производствен капацитет или непосредно до својот производствен капацитет. Навистина можам да кажам дека голем процент, зборуваме за над 20% од нашите клиенти веќе имплементира
зелена транзиција во рамките на своите производствени капацитети. Дали покрај дигитализација токму зелената транзиција и очекувате некакви позитивни бројки во овој сектор? Да, овде очекуваме голем раст, заради тоа што интересот кај компаниите да заштедат е навистина зголемен и очекуваме иновации, бидејќи секојдневно се подобрува технологијата во тој сегмент, ќе мораме и ние да се подобруваме со покритијата и секако да се адаптираме во зависност од новата технологија која што ќе произлезе. Томоска, да се надеваме на уште попозитивни бројки во следниот период во осигурителниот сектор. Јас ви благодарам на интервјуто. Благодарам и вам и верувам дека ќе биде така.